Знамењата во Охрид се спуштени на половина копје. Во духовниот центар, во кој пред повеќе од половина век беше прогласена автокефалноста на МПЦ, денеска е ден на жалост поради смртта на владиката Тимотеј. Тој половина од својот живот беше митрополит на Дебарско-Кичевската епархија. МПЦ се прости со еден од најзначајните личности во своите редови. Неуморен гласноговорник со огромни заложби во раководењето не само на неговата епархија, туку воопшто на МПЦ Охридска архиепископија. Владиката Тимотеј беше погребан и ќе почива во дворот на возобновениот манастир Свети Климент и Пантелеймон на Плаошник, каде последната литургија одржал пред неколку седмици. Бевте светлина меѓу доверениот ви народ. Бевте светлина на врв планина, светлина која не може да се сокрие, па по Свети Климента, благодарение и на вас, Плаошник повторно свети и не случајно телесно за секогаш ќе се населите на Плаошник, покрај Свети Климента, за и оттаму да можете да помагате да се доистражи недоистраженото, да се дообнови недообновеното и секако и пред се да се доодбрани вистината наша охридска и македонска. Можевте и умеевте многу и направивте. Во Катедралната црква Света Софија, каде се одржа света литургија, присуствуваа неговите најблиски родини, голем број верници, црковни великодостојници, академици, представници на државни и општински институции. За целиот народ, за целата православна екумена ќе остане запаметен како човек кој што со чисто благослов беа обновени многу цркви и манастири во нашата епархија. Добро организирани, беа претворени во оази на мирот и на духовноста, каде што и ден денес православниот народ и воопшто сите си го наоѓаат својот духовен мир, спокој и прибежиште. Митрополитот Тимотеј копнееше за единство и ги залечи раните што постоја поради децениското разделување, стои во писмото што го испрати српскиот патриарх господин Порфири. До вечниот дом го испратија и двајца митрополити на српската и еден од бугарската православна црква. Инаку 40 дена со Дебарско-Кичевската епархија ќе администрира архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, а потоа Светиот Синод ќе го избере новиот митрополит на една од најзначајните епархии, Дебарско-Кичевската.